Предвремено родено бебе, самиот назив, нели термин ни кажува дека е бебче кое ќе се роди пред веројатниот термин, ако се смета дека нормалната бременост трае од 37 до 42 гестацијски недели, секој бебе кое ќе се роди пред 37-та полна гестацијска недела е предвремено родено бебе. Добре дојдовте во видео серијалот на Бекутан, посветен на месецот на предвремено родените деца, во кој им одаваме чест на сите оние кои што на овој свет стигнале порано од очекуваното, како и на сите оние кои што со несебична грижа им помагаат полесно да ги поминат најкревките и најважните денови од нивниот живот. На моје огромно задоволство и чест, денешна гостинка е докторка Станка Танчева Крстевска, специјалист педијатар, која што е секојдневно во контакт со овие деца, односно со предвремено родените бебиња и заедно и со нивните семејства и им помага заедно да ги преборат сите предизвици кои што овие семејства и самите деца ги имаат. Добре дојдовте, докторка. Добар ден и до вас, голема благодарност на поканата. И моје задоволство е да гостувам денеска, да разговараме на оваа мощна и сензитивна, а од друга страна прекрасна тема. Токму кога станува збор за раѓање на нов живот, колку и да е тоа стресно кога се работи за раѓање на предвремено родено бебче, односно бебче кое се раѓа многу порано од очекуваното за родителите. Така, сепак сме ние овде за да го славиме животот. Апсолутно така. Докторка Танчева, што значи предвремено родено бебе? Во која гестацијска недела се смета и со која тежина се смета бебе која е предвремено родено? Предвремено родено бебе, самиот назив, нели термин ни кажува дека е бебче кое ќе се роди пред веројатниот термин, ако се смета дека нормалната бременост трае од 37 до 42 гестацијски недели, секој бебе кое ќе се роди пред 37-та полна гестацијска недела е предвремено родено бебе. По дефинициите на Светска здравствена организација, секој бебе кое ќе се роди над 22-та гестацијска недела, со тежина над 500 грама и покажува знаци на живот, се смета за живородено бебе. Но и како има големо влијание исходот на тоа породување, како и прогнозата понатаму во развојот на тоа бебе и развојот на компликациите кои можат да го сменат и да го намалат квалитетот на живот на тоа дете, зависно од раѓањето, односно од гестацијската недела во која тоа предвремено ќе биде породено. Така да постојат повеќе критериуми на предвремено родено дете зависно од времето на неговото породување. Доколку бебето се роди под 28-та гестацијска или пред 28-та гестацијска недела, секако тоа е во групата, тоа е критериум на екстремно прематурно новородено бебче, каде што процентот на преживувањето, одејќи према 24-та гестацијска недела е многу мал, дури отпаѓа околу 30%, 35% на преживување. Нормално за оваа група на тие екстремно предвремено родени бебиња е многу голем процентот на компликации кои што се јавуваат и кои што може да го намалат квалитетот на живот на тоа бебче. Бебињата кои се родени помеѓу 28 и 32 гестацијска недела се во критериум на многу или многу незрело, многу предтерминско или прематурно новородено, од 32 до 34 е умерено незрело или предвремено породување, а од 34 до 37 гестацијска недела е група на така наречени предвремени, ама блиску до терминот. Ова го кажувам токму затоа што сите компликации и проблеми кои што ги очекуваме кај овие предвремено родени деца се врзани точно, како што во најголем процент, зависно во кој дел на бременоста ќе бидат предвремено породени, односно кој степен на незрелост или прематурно раѓање ние ќе имаме, кој што може со себе да носи своји проблеми и компликации понатаму во животот. Секако дека и родилната тежина си има свое влијание. Спрема родилната тежина, тие се поделени како екстремно мала родилна тежина за бебињата кои што се родени под 1 кило или 1000 грама, многу мала родилна тежина под 1500 грама или 1,5 кило и умерено мала родилна тежина, која што се под 2,5 кила. И овдека
не е еден одлучувачки фактор, например само тежината која што ќе ни биде показател и прогностички знак како ќе се развива тоа дете понатаму, но секако дека помала родилна тежина во координација со предвремено породување и како влијае на компликациите кои што може да ги има тоа бебче и да влијат на понатамошниот развој во животот на тоа дете. А кои се најчести случаеви од овие што ги спомнавте кај нас во Македонија? Дали се чести случаевите кои што се во на критичната група на Пак да, голем е процентот на екстремно прематурни новородени се во помал процент застапени. Прематурни секако да, затоа што Македонија ги следи и европските стандарди како и светските стандарди за предвремено породување. Предвременото породување на светско ниво е глобален проблем, затоа што тоа не е само проблем по здравието на новороденото и фамилијата, туку представува и голем социјален и економски проблем на една држава, а на жалост последните 30 до 40 години како рапидно расте бројот на предвремено породени новороденчиња, на прематурни бебиња, така да се смета дека и во Македонија просекот е некаде меѓу 8 и 15, односно околу 10, грубо кажано, проценти, на секое 10-то бебе едно е недоносено бебче. Значи тоа е статистиката. Статистиката од прилика е таа. Кои се најчестите причини за предвреме родено бебе? Причини има многобројни. Неретко е само една причина која што предизвикува таа бременост да заврши порано и мајката да се породи предвремено. Најчесто тоа се мноштво фактори кои испреплетени меѓу себе покренуваат низа механизми во организмот на идната мајка кои што доведуваат до предвремено породување. Кај најголем дел, дури над 40-50% се смета дека остануваат причините непознати. Но сепак од овие кои што ги знаеме, најчесто тоа се состојби кај мајката. Во прв ред се обвинуваат генитоуринарните инфекции. Тоа се инфекции кои што започнуваат во генитоуринарниот тракт кај мајката и по асцендентен пат се шират нагоре, доаѓаат до плодовите обвивки, доведуваат до предвремено прскање на плодовите обвивки, кое резултира со предвремено породување. Потоа би ги наброиле состојби кои што се јавуваат а се врзани со претходни интервенции, најчесто кај таа мајка доведуваат до предвремено скратување на грлото на матката и предвремено отварање и породување. Тоа може да бидат најразлични интервенции, серклажи, односно конизации, претходни патолошки состојби во грлото на мајката или во матката кои што доведуваат до предвремено породување, предвремени контракции. Од друга страна, хронични заболувања кај таа мајка кои што доколку не се соодветно контролирани, може исто така да допринесат за предвремено породување. Таква е една покачен крвен притисок или артериска хипертензија, која што може да доведе до тие состојби на преекламсија, екламсија, неопходност од предвремено завршување на истата бременоста, голема гојазност или обезитас кај мајката, подхранетост кај мајката, диабетес мелитус, шеќерна болест, поготово ако е неконтролирана или пак појава на истата во текот на бременоста со поназначен ефект, да кажам. Потоа се навики некои животни кај мајката кои што може исто така да бидат еден од ризикофакторите за предвремено породување, како што е например преголема конзумација на алкохол, цигари, хроничен стрес. Сите тие фактори може да бидат причина и често се причина во денешно време за отпочнување, односно предвремено породување и завршување на бременоста на таа мајка. Тука да не ги заборавиме и во денешно време се поголемиот број на повеќе плодни бременности, раѓањето, односно близначките бременности каде што мајката носи тројки, како резултат на најчесто врзани најчесто врзани со се поголемиот процент на бебиња добиени со методите на вештачко оплодување, на инвитро оплодувањата, каде што релативно ради помалиот капацитетот на мајката, повеќе бременост, повеќе плодна бременост може да доведе до предвремени контракции, што резултира исто така со предвремено породување. Така да причините се многобројни. А колку е важна таа прва, односно златна недела за новороденчето?
Па секако дека е многу важна со оглед дека првите денови од кои ќе се роди тоа прематурно новородено се денови кога се очекуваат и настануваат и најголемите компликации кај бебето, а се секако во корелација со незрелоста на неговите органски системи. И затоа таа недела прва која велиме 5 до 7 дена е извонредно важна и во натамошната прогноза за развојот на тоа бебе. Во тој период најчесто ги очекуваме компликациите од незрелоста на органите за дишење, на белите дробови, па тие деца обично во тие денови бараат респираторна поддршка, дали тоа ќе се работи за помош со некоја од методите на неинвазивна или инвазивна вентилација. Потоа проблеми од незрелост на мозочето, почести се интрацеребралните крварења или така наречени мозочните крварења во тој период како резултат на незрелото новородено, фрагилни, многу нежни, крки крвни садови кои што полесно во услови на хипоксија, ако детето трпело хипоксични или недоволно кислород уште интраутерино во текот на бременоста, многу полесно знаат да прснат и да дадат крварење од различен степен. Потоа тука се проблемите со терморегулација. Овие недоносени мали бебиња имаат многу тенка кожа со недостаток на подкожно-масно ткиво, така да одржувањето на телесната температура е на многу потежок начин него кај поголемите бебиња, така да сите овие работи се најизразени токму во тие први денови после раѓањето и затоа велиме дека таа е многу критична, односно сензитивна или златна недела за секој ова предвремено новородено. Затоа овие бебиња во суштина борават во посебни единици на интензивна нега и терапија, каде што ги сместуваме во едни затворени инкубатори, тоа се места каде што максимално се трудиме да го доближиме животот на тоа бебе под идентични услови како што било во утробата или утерусот кај мајката, каде што не сакајќи не по негова желба, тоа беше предвремено прекинато и тоа требаше да премине сега од еден идеален за него свет во однос на температура, топлина, влажност, контакт со мајката, го вадиме надвор во надворешниот свет, каде што излегува во надворешниот. Така, и сега ние во тие инкубатори со помош на сите тие помошни апаратури овозможуваме да му и да создадеме идеални услови каде што тоа ќе може да продолжи, да се развива, да расте, нешто најидеално слично како што би било тоа внатре во матката кај својата мајка. Колку е важно присуството на родителите во тие први најважни и најкревки денови на новороденчињата? Присуството од родителите е многу важно, од извонредна важност е, затоа што, како што рековме, таа врска помеѓу мајката и бебето која што беше од X причини прекината предвремено, токму за да се овозможи полесна адаптација на надворешниот свет и да продолжи развојот и растот на тоа бебче, како ни значи во натамошните денови по неговото раѓање. За разлика од минатото, кај што тоа беше раритет, односно родителите беа многу малку присутни и влегуваа во тие оделенија, интензивна не им се дозволуваше, а тоа претежно беше од големите стравови кои постојаа заради тоа што овие бебиња имаат многу неразвиен имунолошки систем и одговорот на било каков надворешен агенс кој може да предизвика инфекција беше навистина страотен, но и одеа степенот на морталитет беше многу голем. Во денешно време родителите се активно присутни во лекувањето, третманот на своите новородени, предвремено родени бебчиња во текот на целото лекување. Секако дека тука би го спомнала и тој, уште непосредно по раѓањето, самото ставање на бебето на градите на мајката, тој skin to skin, кожа на кожа, контакт, и како помага во стабилизирање на физиолошките функции кај тоа новородено. А тоа се намалува, докажано е дека се намалува на овој начин губетокот на топлината пред се, кој што е еден од големите ризикофактори за натамошниот тек на здравието на тоа предвремено родено бебе. Потоа се стабилизира побрзо дишењето со овој skin to skin контакт, се нормализирање на пулсот настанува
А исто така голема важност е и за стимулација на хормонското лачење на окситоцинот, кој што покасно, нели, доведува што побрзо да се воспостави лактацијата, да надојде мајчиното млеко, а тоа и текако има со своите нутритивни и имунолошки фактори што во себе ги содржи. Давањето на мајчиното млеко колку порано дојде ни помага значително во подобрување на здравието, односно лекувањето на тоа новородено. Така да родителите навистина се извонредно важни да бидат тука присутни по цело време со нас. Денеска веќе во сите родилишта и во сите болници каде што се негуваат и лекуваат вакви мали бибиња се одвива, нели, кенгур методот, каде што кенгур метод? Кенгур метод е значи постојано држење на бебето кожа до кожа со мајката, значи кенгурирање, самиот збор, каде што имаме бенефит не само за бебето, како што веќе кажавме, топлината која осеќа, подобрување на сите витални функции, стимулација на доаѓање на млекото. Тоа представува голем бенефит и за самата мајка. Да. Замислете си само мајка која што знаеме дека раѓањето представува еден од највозбудливите бременности, самото породување, највозбудливите чинови за секое семејство, поготово кај родители кои што по прв пат ја чекаат таа главна улога да станат родители, да го видат своето најмило, да се роди, и кога тоа се случува токму ова како ние денеска што разговараме многу предвремено, кога е воопшто неочекувано, тоа представува голем стрес најчесто за родителите пред се мајката, така да токму нејзиното присуство тука и како влијае на од психолошки аспект за таа мајка. Ние често пати им кажуваме да бидат тука присутни, уште на самиот почеток се трудиме да им објасниме како ќе тече лекувањето и развојот на нивното новородено, дека тоа е еден долг пат кој што треба да се изоди, а за кој што ни треба помош од нив, пред се во трпение, во надеж. Јас се радувам што овие нови методи, освен тоа што придонесуваат детето по-безболно да излезе од оваа ситуација, исто така придонесуваат и мајката полесно да го преброди тој претрпен стрес, значи да може да го почувствува детето и да биде покрај него во овие најтешки моменти. А кога сме веќе кај тоа, што најчесто им давате како совет на родителите кои поминуваат во вакви ситуации? Еден дел од нашата работа, баш како што кажавте, е згрижување на ова новородено, значи да му дадеме максимална целиот стручен тим кој што работиме на овие одели за интензивна нега, почнувајќи од медицинските сестри кои се 24 часа со овие млади борци, па и ние докторите кои што се постојано грижиме околу нивното негување, третман, лекување, решавање на компликациите кои што се јавуваат и така натаму. Покрај тој дел, кој што е нормално најглавниот дел од нашата работа, голем дел е и, нели, разговорот со мајката и давање на препораки со кои што би можеле на мајката да ја помогнеме полесно да го преброди овој навистина стресен период за неа. Многу е важно психолошката поддршка. Психолошка поддршка, така е. Детално на најсоодветен начин се трудиме да им објасниме дека ова е долг процес. Лекувањето на едно вакво екстремно прематурно новородено бебе трае долго, понекогаш зафаќа и по 2 до 3 месеци, додека тие го видат крајниот резултат. Бараме од нив и се трудиме да им нанесеме сигурност, да им значи да имаат надеж, да имаат позитивна мисла, да се трудат, да не прашуваат све што за нив тоа представува непознато и им предизвикува стрес и немир, така да им го објаснуваме дека кажуваме дека они не се сами, дека има многу фамилии кои што го поминале овој пат и кои што денес се радуваат со своите дечиња, со нивните деца, така да токму затоа сметаме дека нивното присуство на оделите за интензивна нега и терапија е многу важно, дека треба да доаѓаат секојдневно, дури и по неколку пати, под надзор на медицинската сестра. Често пати ги вклучуваме во негата и третманот кај нивните дечиња, кај нивните бебиња, така да
некогаш доколку стресот е преголем и мајката не може, односно е навистина премногу уплашена и под притисок, советуваме да си побарат и семејна подршка, психолошка подршка, затоа што апсолутно, за да имаме здраво детенце, потребна ни е и здрава мајка која што може понатаму да се дружи, да се грижи за животот на тоа бебче. Да, па вклучам и оваа кампања, она што кажавте за да се даде подршка на сите оние кои што поменуваат низ вакви проблеми, кампањата на Бекутан е токму тоа, да им покажеме на сите родители кои што поменуваат низ ова дека не се сами, дека искуствата на медицинскиот персонал и на родителите кои што поминале низ ова, тоа го покажуваат дека исходот е сепак позитивен. Борбата е тешка, но лесно, мислам, полесно или потешко се оди. Така е, токму така, во денешно време, на вистина, имаме многу современа технологија, стручен медицински кадар, значи на тоа сакаме да им го истакнеме и на родителите дека е важна и поддршката и позитивната мисла од нив, затоа што и како резултатите во поновите, мислам, последните децении се на многу повисоко ниво, така да и добиваме и од екстремните бебиња, имаме случаеви кои што многу рано се доближуваат до своите врсници. Значи, тоа беше моето следно прашање. Како изгледа едно новороденче, или екстремно новороденче, неколку години подоцна? Дали ги стигнуваат со развојот оние деца кои што се родени во термини? Дали имате некаква инспиративна приказна за тоа? Некоја новороденче, како расте, како се развива понатаму? Да. Пак тука би се навратила, значи, каков ќе биде исходот и колку брзо тоа ќе ги достигне своите врсници, зависи од степенот на недоносеноста, така да колку тоа порано ни се родило од предвидениот или нормален веројатен термин на негово породување. Секако дека се смета дека екстремно предвремено родените бебиња, кои што се родени онија група бебиња кои веќе ги спомнавме пред 28-та гестацијска недела, тие малце подоцна, односно им треба од прилика околу 2 до 3 години да ги достигнат своите врсници, додека доколку бебето се роди брзо пред веројатниот термин или во позрелите гестацијски недели, тогаш тие имаме случаеви кога ги достигнуваат и во текот на крајот на првата година, година и пол своите врсници. Значи, не постои единствен одговор за ова кога точно би ги достигнале, но сепак и нашиот труд е за тоа, за да дадеме што подобар третман, квалитет во развојот понатамошен на тие деца, тие што порано да можат да ги стигнат своите врсници да продолжат во нивното или во натамошниот тек на животот. Инспиративни приказни беше второто прашање. Инспиративна приказна не е една, многу. Секоја од нив, поготово кај овие екстремно предвремено родени бебчиња кои што борават, како што рековме, долго на нашиот одел и се дел од нашето семејство, на нашиот одел на интензивна нега и терапија, се инспиративни секоја за себе. Секако дека тоа се бебиња, како што кажавме, кои што ради долгиот престој сме поминале многу ситуации со нив, од најстресни ситуации, кога било животозагрозувачки, па се до многу среќни ситуации. Сме имале бебиња кои што имале 2 чекори напред, 1 чекор назад во однос на нивното лекување, но сепак секоја за себе е инспиративна. Еве, ја би го спомнала еден од поинтересните случаеви, бебче кој што ни се роди како екстремно прематурно во неполна 25-та гестацијска недела, со родилна тежина од околу 670 грама, кој што беше долго кај нас, скоро 3 месеци. Нормално во неколку наврати беше поставувано и подпомогнато неговото дишење со апаратите за подпомогната вентилација и така натаму, кој што имаше извонредно брз понатамошен развој. На неполна година и пол. Без никакви последици? Без никакви последици. Тоа е момче кое што денеска веќе го гледаме од 7-мо оделение, значи одличен ученик, проводена неполна година и пол, така да тоа е една вака што ми е останата од екстремно прематурна среќна приказна, мада такви има доста. И затоа родителите не треба да очајуваат, знаеме дека е тоа преголем стрес, но надежта, вербата, храброста мора да ја имаат и да учествуваат, како што рековме, активно
во нивното лекување на нивните предвремено родени деца, а и нас тоа нивната позитивна енергија и верба и надеж ни даваат уште поголема сила да работиме со овие бебиња, да го дадеме својот максимум. Докторка, какво е чувството кога, да речеме, во оние екстремни случаеви или во другите по-неекстремни случаеви, кога доаѓа денот каде што детето веќе си заминува дома? Какво е вашето чувство како доктор? Или како човек, затоа што тоа е една човечка емоција. Не може тука веќе да се држите само до вашата професија, зашто се работи за нешто многу човечно, многу убаво. Детето ја преживува борбата и се заминува дома. Преголемо чувство на среќа. Не може дури ни да се опише, тоа може само да се доживее, поготово кога си, затоа што ние веќе стануваме фамилија со тие родители, така да среќата е преголема. Тоа е нешто што навистина не може да се опише со зборови. Кога ќе видите плод, значи знаете дека вие сте биле дел од оваа среќа на таа фамилија, кај што после толку долго време си го зима своето бебче и си заминува дома, така да навистина тоа е многу голема среќа. И што би им препорачале на сите оние родители кои што поминуваат низ вакви ситуации? Би им препорачала да имаат трпение, како што кажавме, да веруваат во своите бебиња кои што ги раѓаат предвремено, затоа што тие се вистински борци. Борци кои што не по своја желба ја започнале борбата порано во животот него своите врсници, секако се родиле предвремено, дека ќе бидат храбри и ќе издржат оваа битка. Повторно ќе кажам дека со денешните навистина современи технологии, стручни медицински кадри, искуството кое што го имаме, дека процентот на преживеани бебчиња со добар квалитет понатамошен на живот е голем и дека треба да веруваат во нас и да веруваат во своето бебче и да ја тераат битката понатаму, зашто таа битка е навистина голема и после се издвојува со најголема победа. Дека сепак таа битка освоена ќе биде најголемата битка и дека се представува најголемата нивна победа, но сепак пак ќе истакнам. Овдека би го истакнала важноста на секоја идна мајка, бремена жена, дека треба редовно да го посетува својот гинеколог, својот матичен доктор, гинеколог, да ги следи комплетно неговите инструкции, неговите совети, затоа што најважно е да се сепак на крајот на се, да се превенира раѓање на едно екстремно прематурно бебе, кое што знаеме дека со себе носи големи ризици, кои што може да се провлекуваат подоцна и цел живот. Докторка Танчева Крстевска, јас ви благодарам неизмерно за инспиративен разговор, исто така ви благодарам и за вашата ревностност, борбеност и пожртвуваност во однос на овие предвремено родени дечиња, и ова е само уште еден показател дека овие приказни на предвремено родените деца не се само медицински, дека тие се многу човечни, дека тие се приказни за љубов, надеж и борба. Се сложувам. Благодарам и на вас за поканата. Тука сум секогаш кога и да треба за некој иден нареден разговор. Предвремено родените деца се навистина мали херои, а зад нив стојат секогаш големи луѓе, медицинскиот персонал и нивните семејства. Јас сум Сања и ви благодарам што бевте дел од овој видеосеријал посветен на превремено родените деца, наречен Големите приказни за малите херои. Се гледаме во следна епизода.